Добро утро, почитувани гледачи, ново издание на емисијата Фактор здравје, а во него утрово зборуваме за тоа како влијае менопаузата на нивото на холестерол кај жените, односно какви промени се случуваат во липидниот статус, зашто се зголемува ризикот од кардиоваскуларни заболувања, но и промени на другите системи. На оваа тема разговараме утрово со доктор Маја Шушлевска-Павковска, специјалист интернист, субспецијалист кардиолог од приватната здравствена установа. Доктор Маја Шушлевска, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Менопаузата е еден специфичен период, ама и неминовен во животот на една жена. Треба да биде жената секогаш добро запознаена со тоа што ја очекува во тој период и перименопаузата која може и подолго време да трае, какви промени се случуваат, како да посвети внимание на сопственото здравје. Секако кога подобро ги запознаваме состојбите низ кои што поминуваме, подобро ги прифаќаме и нормално дека подобри исходи има всушност истите тие, а самата менопауза, перименопауза се нормални физиолошки процеси во текот на кои телото на жената поминува, телото па и психата на жената поминуваат низ одредени транзиции и на самата менопауза и претходи перименопауза, која што може да трае од 4 до 10 години, а потоа следи периодот во менопауза, кога всушност телото на жената функционира без присуство на естрогенот, загубена е репродуктивната функција, меѓутоа претрпени се одредени други последователни физиолошки промени кои што влијаат на здравјето на жената и на квалитетот на животот. Да, и веројатно може да се случи или некоја жена така да биде изненадена, да рече јас тој проблем досега сум го немала, сум имала нормални нивоа и вредности на одредени, еве како за липидниот статус што во конкретно ќе зборуваме, па да дојде до промена. Да, може да. Токму во тој период. Вообичаено жените велат, јас никогаш не сум имала покачен холестерол, што е сега ова? Од каде произлегуваат овие промени? Зошто ми се покачи холестеролот? Па дали тоа представува сериозен ризик? Дали ќе добијам инфаркт? Сите оние прашања, бидејќи обично равенката е дека висок холестерол значи можност за несакани кардиоваскуларни заболувања и проблеми. Така што предизвикува нормално анксиозност, исчекувања, но запознавање всушност на целата таа состојба и правилно поставување може да се минимизираат ефектите и всушност самата таа транзиција да биде поедноставна, полесна и поприфатлива. Така, индивидуален пристап кон проценката и соодветно, третирање и прифаќање на таквата состојба. Ќе погледнеме блок реклами на самиот почеток, а потоа продолжуваме и со разговорот. Следете не до самиот крај, почитувани гледачи. Јавете се, поставете прашање за да добиете совет и препорака за вашиот проблем. Со доктор Маја Шушлевска-Павковска, специјалист интернист, субспецијалист кардиолог од приватната здравствена установа доктор Маја Шушлевска, зборуваме за тоа како менопаузата влијае на нивото на холестеролот кај жените, зашто се зголемува ризикот од кардиоваскуларни заболувања, но и проблеми со другите системи, односно органите во телото. И повторно се надоврзуваме на она што пред малку и пред рекламите го споминавме. Кои се тие промени кои се случуваат во периодот, односно преодот од перименопауза кон менопауза? Во однос на липидниот профил, знаеме дека всушност начинот на кој што се метаболизира холестеролот е преку црниот дроб. Всушност во црниот дроб постојат рецептори кои што го преземаат ЛДЛ холестеролот, оној лошиот транспортерот лошиот, така наречен, жаргонски кажано, холестерол. И во зависност од тоа колкав е бројот на тие рецептори, толку поголем процент од ЛДЛ холестеролот ќе биде абсорбиран. Меѓутоа, естрогенот влијае на синтезата на бројот на тие рецептори, на нивната експресија и автоматски падот на естрогенот предизвикува промена во вкупниот број на рецептори. На таков начин имаме заостанување на поголема концентрација на ЛДЛ холестеролот, а од друга страна намалување и на добриот холестерол. Па таа рамнотежа и сооднос помеѓу лошиот и добриот холестерол е нарушена и автоматски се зголемува ризикот за натоложување на холестеролот во крвните садови. Исто така и влијае на активноста на липопротеинската липаза, значи подлабоко во чекорите на метаболизмот на маснотиите и на таков начин го намалува нивото на триглицериди во крвта. Значи имаме некои контра спротивставени процеси, меѓутоа се на се резултантот е во тоа дека се зголемува потенцијалот, атерогениот потенцијал
на тоа доба по менопаузата. Така, и тоа автоматски го зголемува ризикот и од кардиоваскуларни заболувања или тие кардио промени, така? Така, и всушност кога жените влегуваат во менопауза, нивните ризици се изедначуваат, па дури и растат во однос на мажите кои што се нивни врсници. Нешто што например во петата и во шестата декада е карактеристично за мажите, нели кај нив очекуваме кога во ординацијата ќе дојде пациент, кој тоа маж, пушач со покачен крвен притисок, тој сметаме нели дека го скринираме и го ставаме во група на самото тоа што е маж го ставаме во групата на потенцијални пациенти за кардиоваскуларни настани, за разлика од жените, кај кои се додека жената е добива редовни циклуси и не е во менопауза, значи се уште без разлика дали се ирегуларни или не, значи дека во низиното тело циркулира доволна количина на естроген, сметаме дека не треба да правиме скрининг тестови како што е коронарниот стрес тест, за да нели исклучиме или потврдиме коронарна болест. Меѓутоа, жена која веќе навлегла во менопауза и да нема дополнителни ризик фактори, како што е дијабет, покачен крвен притисок, да е пушач и така натака, во тој контекст, нели, сметаме дека не е потребно да правиме дополнителни испитувања, тестирања, за да утврдиме присуство на васкуларен проблем пред се коронарна артеријска болест. Меѓутоа, како нели навлегува жената настапува менопаузата, ризиците дури се зголемуваат и тука всушност го гледаме апсолутно различното женско здравје, бидејќи жените се од Венера, мажите се од Марс, па во многу аспекти жените се разликуваат и во кардиоваскуларното и воопшто во здравјето во однос на мажите. И да напоменам дека анатомијата и физиологијата на крвните садови, например на коронарните крвни садови, е многу различна во однос на мажите. Жените имаат пограцилни крвни садови, значи зависат повеќе од микроваскуларната циркулација и најчесто кај нив тие мали крвни садови, микросадови се субстрат на патолошки промени. Па од таму потекнува и појавата дека жените почесто гледаме микроваскуларно заболување кое што се манифестира како срцев удар, меѓутоа без запушување на големите крвни садови. Тоа најчесто се диагностицира на коронарографија, значи ги има презентациите, ЕКГ знаците, лабораториските, значи сите оние критериуми кои ни се потребни, жена со градна болка или покачени ензими, меѓутоа на коронарографија имаме нејаснотија, жената има чисти крвни садови. И на таков начин констатираме дека всушност незината микроваскуларна циркулација е нарушена, е заболена и таа е потребно да се третира на истиот начин како да има заболување на големите крвни садови. Меѓутоа треба да се предупреди бидејќи е посложена за третирање. Нели, потребно е жената да загуби телесна тежина, потребно е да се види дали има инсулинска резистенција, генетика во однос на капацитетот, потенцијалот за мутации во тромбофилија и така натака. Седентарниот начин на живот, значи мултипни се факторите кои доведуваат до проблематика на коронарната болест кај жената. Во тој период некогаш и како симптоматологија жената не мора да чувствува нешто, така? Или пак почнува нешто да се случува, пак ја наведе дека треба, бидејќи жената чувствува намалена енергија. Значи нешто што е предмет денеска се зборува за така наречена функционална медицина. И во тој контекст жените се разликуваат во однос на мажите, бидејќи кај нив многу почесто се манифестираат овие заболувања нетипично. Значи некако градна болка, стегање во градите, туку повеќе како замор, вртоглавица, препотување, значи некакви по недефинирани симптоми во однос на машката популација. Така што треба да размислуваме нели за оваа проблематика кај жените и правилно да ја таргетираме. Постојат исто така и други ризик фактори лабораториски, освен холестеролите, или освен лошиот и добриот холестерол, на кои треба да помислиме. Тоа е хиперинсулинемијата кај обезните жени. Или во нашето тело постојано циркулира инсулинот, ќе се навратам малку покасно за тоа, но исто така и хомоцистинот, тоа е лабораториски параметар, маркер, кој е обично асоциран со мозочен удар. Всушност, утврдена е неговата улога во патогенезата на плаки на крвните садови на мозокот, замастување на мозокот. Липопротеинот А, тоа е релативно понов, последните 5 до 10 години маркер кардиоваскуларен кој се користи за проценка на кардиоваскуларни заболувања и обично асоциран со срцев удар, меѓутоа и со аортна стеноза. Значи треба да помислиме на сите овие параметри, нели за правилно да го процениме ризикот од кардиоваскуларни заболувања кај жената. Нешто што е многу често и многу често се зборува во денешно време
Тоа е сооднос на хормони кои се карактеристични за жената, значи естрогените, прогестеронот од една страна, од друга страна кортизолот и инсулинот. Нешто што прашавте како жените се чувствуваат. Се чувствуваат од една страна заморена, од друга страна имаат нарушен квалитет на сон, намалена енергија за физичка активност, имаат често пати несоодветен однос према исхраната, потреба за храна од специфичен тип, јагле-хидрати. Сето тоа произлегува од нарушувањата, падот на естрогените од една страна и на прогестеронот, од друга страна релативното зголемување на кортизолот и зголемениот инсулин. И така настапува еден зачаран круг кога инсулинот циркулаторно кој што е висок, а се случува да е висок многу често, кај обезната популација, стимулира пад во гликемијата, високиот инсулин. Еве да кажем пример од мојата пракса како всушност постапувам за да биде попрецизна дијагностиката и за пациентите да имаат јасна представа што всушност се случува во нивното тело, бидејќи пациентот има покачена телесна тежина, но има нормална гликемија или гранична гликемија на гладно. Или се работи тој HOMA индекс, сооднос помеѓу гликемијата и инсулинот на гладно, а многу е попрецизен оралниот глукоза толеранс тест со инсулинемија. Значи се маркира гликемијата и инсулинот на гладно и повнесување на јагле-хидратна гликоза од 75 грама во првиот и во вториот час. Онаа динамика на шеќерот и инсулинот јасно ни представува дека дури шеќерот може да биде гликемијата на гладно сосема сочувана, да не ги пробие границите за еден нормален метаболизам, за скриен или манифестен дијабет, да не поминат тие вредности, да не ги спомнувам. Меѓутоа инсулинот е перзистентно покачен. Значи на гладно се покачува 3 пати над она што е очекувано во првиот час и останува 2 до 3 пати покачени значи имаме една циркулаторна хиперинсулинемија постојана, која што постојано телото го носи во глад. Таа глад предизвикува лачење, постојано на висок инсулин, а тоа стимулира стрес кај особата и предизвикува лачење на висок кортизол. Таа напнатост, ненаспаност, неподвижност и една состојба која што го носи... Не измачува жената. Апсолутно, да. И потребно е да се смали телесната тежина, бидејќи таа е најосновната причина која што ја одржува таа хиперинсулинемија. Че можеме ние да даваме лекови, популарни лекови сега што се GLP агонистите, кои што се одобрени за многу кардиоваскуларни заболувања и кои што навистина имаат ефект, меѓутоа нивната употреба наспроти ризиците е оправдана доколку навистина имаме една загрозена индивидуа. На долг рок не ги знаеме се уште последиците, особено загубата на мускулна маса, која кај жените е особено сама по себе физиолошка промена во менопаузата и таа промена не ја сакаме всушност, да ние имаме слабење за сметка на загуба на мускулната маса. Така што малку напор, малку знаење и многу упорност, перзистентност во планот може многу да помогне жените да се чувствуваат подобро во овој транзиторен период и за среќа можам да кажам дека многу често во ординација доаѓаат жени кои веќе се активни во бавење со јога, пилатес, возат велосипед, пешачат, исто така пешачењето морам да споменам дека е всушност базична физичка активност која е многу важна и која е столб на здравјето, бидејќи всушност го храни оној наш основен метаболизам, ни помага да бидеме во еден тонус, постојано, па дури да не правиме една поизразена физичка активност, пешачењето само по себе е доволно да не држи. Меѓутоа сега зборувам за сериозно пешачење, од минимум 5 километри со одредено темпо, да не биде тешко додека зборуваме понапорно, ако зборуваме на телефон или со некој другар или другарка, додека пешачиме или партнерот на крајот на криштот. А и исхраната игра голема улога, така и во одржување на тој липиден статус, така на холестеролот, триглицеридите и комплетно за здравјето. Храна богата со протеини и фибри, многу зеленчук и доста контролирано овошје, јаткасти производи. Да напоменам тука дека улогата на темното, на црвеното месо е контрадикторна. Процесирана храна, апсолутно тоа. Мислам дека сите што се поупатени и се грижат за своето здравје, се свесни дека најголема инвестиција во здравјето е сами да си ја готвиме храната, да е свежо приготвена, или да имаме голем внес на свеж зеленчук. Значи да биде
минимум 30% во оброкот зеленчукот свеж и да се пие нормално доста вода. Процесирани пијалоци, кока-коли, нели такви видови на напитоци, кафето можеме да го споменеме, бидејќи често пати Што со кафето? Кафето е стимуланс, нели, кој што не буди наутро, не прави да се чувствуваме добро. Меѓутоа, еве на оваа возраст веќе повеќе од 2 кафења предизвикуваат промена во нашето функционирање, бидејќи да се, нели, жаргонски да кажам, ја стимулираат, ја буткаат нашата надбубречна жлезда, нефизиолошки ја напнуваат, нели, да лачи повеќе кортизол, а тоа ние всушност самите треба да го постигнеме, тие циклуси на зголемена активност на надбубречната жлезда, наспроти она што е наше секојдневие. Не треба, нели, да правиме големи екстреми во нејзината функција, така да доколку пиеме кафе во попладневните часови можеме сериозно да го нарушиме нашиот сон. И всушност ние сакаме кортизолот да го држиме во пониски вредности, а не да го стимулираме, нели, за да можеме да обавиме активности, имаме јојо ефект. Па гладуваме, па внесуваме обични аглехидрати, немаме и така сме цело време во некаква бркотница, бркаме цели, а всушност целта ни е нашето тело да функционира што е можно по-физиолошки и по-урамнотежено. Оттаму еве сега и појава на нови суплементи кои што ги нарекуваат адаптогени, тие се многу карактеристични за источната цивилизација, како што е астрагалус, женшенот и многу други, родиолата, значи стимуланси кои што всушност помагаат да се смири таа оска на мозокот, хипоталамус, хипофиза и надбубрежната жлезда и да се намалат пиковите, значи високите вредности на кортизол во крвта. Меѓутоа тоа сепак не е соодветно за секого и треба внимателно да се одбере и секогаш, нели, да се цели кон тоа што е можно поприродно организмот да го сочуваме. Она што како суплементи, дали антиоксидансите? Да. Се многу важни исто, нели, да ги применуваме, да ги користиме во тој период. Дека всушност и естрогените имаат силна антиоксидантна улога во нашето тело покрај нивната вазомоторна функција. Додека го имаме, естрогенот не штити, потоа кога веќе по периодот на директно влијае на крвните садови, на средниот слој на мускулите во крвните садови преку каналчењата на калциум и на калиум, меѓутоа и индиректно преку синтеза на одредени субстанции како што е азотниот оксид, простациклините, па инхибира вазореактивно, че има фантастична улога и затоа, нели, се разликуваме во однос на мажите по сите плеотропни, така наречени ефекти, нели, ефектот на кожата, на мозокот, на раздразливоста кај жените во предменструалниот синдром, во менопаузата, перименопаузата. Нели, ги знаеме сите тие детални кажувања за жена, нели, која што се наоѓа во еден таков период, после тоа е во менопауза. Меѓутоа има и антиоксидантен ефект врз самите митохондрии. Значи ги чува митохондриите, возможува нивна регенерација, нивна функција, а митохондриите во нашето тело знаеме дека се, нели, електричните станици кои продуцираат енергија и, нели, за тоа зборуваат и спортистите и невролозите зборуваат исто така за одредени заболувања на митохондриите. Па загубата на естрогените всушност ја нарушува таа рамнотежа и тие стануваат поподложни на оксидација, бидејќи во тој процес на создавање енергија се создаваат многу оксиданси. Од таму е важна улогата на естрогените за одржувањето на мозочното ткиво, нели, забрзано старење со забрзано влегување во менопауза, дури асоцираност постои со деменција, со когнитивни нарушувања кај жените, како и мускулната маса. Значи постои директна корелација помеѓу загуба на естрогените, падот на естрогените и мускулната маса, нели, саркопенија кај жените, кога ќе навлезат во менопауза и затоа е потребно жените пред да навлезат во перименопауза да имаат да се направи и да се преземе. Да вежбаат активно и да вежбаат така наречени вежби на резистенција, како што е качување на пример по угорнина, поинтензивно вожење на велосипед, пилатесот. Нели, се постојат фантастичен број на облици, пилатес на зид, пилатес на реформер, пилатес на топка и така натака, може и вежби со тегови, нели, спрема личните желби. Така што улогата на естрогените, антиоксидантната улога всушност е многу важна. Важна е и за цревниот микробиом. Нели, стомакот е нашиот најголем орган, цревата, преку кој ние комуницираме, тој е одделен од нашата внатрешност, преку кој комуницираме со надворешната средина. И знаеме дека микробиомот, значи нашите добри бактерии кои живеат во
Цревата всушност е неверојатно важни на многу нива, дури со менталното расположение и постои асоцирано со појава на депресија, со кардиоваскуларните заболувања, со огромен број на инфламаторни заболувања, како што е хипотерозата, ревматоидниот артрит, огромен број на кожни заболувања и така натака. Падот на естрогените предизвикува нарушување во активноста на овие бактерии, меѓутоа од друга страна, еве постојат препарати кои навистина делуваат поволно. Тоа се бутиратот, всушност и пропионатот, тоа се деривати на одредени масни киселини кои самите бактерии ги синтетизираат од фибрите во нашата исхрана. Всушност нашата исхрана и од таму треба да содржи огромен број на фибри, меѓутоа нели пристапноста и квалитетот на храната е понекогаш спорна заради количината на пестициди. И нормална интервенција на човечкиот фактор во квалитетот на тој производ, нели современиот начин на произведување на храна со вештачка светлина, со употреба на температура, на ѓубриво и така натака е процес кој што ја намалува нутритивната вредност всушност на овие продукти. Така да. Значи жената во периодот на менопауза или перименопауза најмногу е исплашена од оние топли бранови, така најмногу сме насочени кон тоа. Да. Како ќе го поминеме, се извинувам, или како ќе го издржиме сето тоа. Но многу посериозни работи може да стојат од страна како закана за здравјето и затоа треба добро да бидеме информирани и навреме да преземаме нешто. И редовно контролирајќи го или проверувајќи го сопственото здравје, но да сме подготвени дека и вакво нешто, не само ризикот од кардиоваскуларни заболувања, тука и ризикот од остеопороза, нарушениот сон, расположението, комплетно како целиот што рекоте, организам се менува. промени во урогениталниот тракт, така и тоа е нешто како сериозен проблем што ја атакува жената. Се зголемува склоноста кон уринарни инфекции, бидејќи локалната одбранбена моќ на мукозата, на внатрешната лигавица на нашата бешика се менува и адхерентноста, значи прицврстувањето на бактериите е полесното. Па поради тоа, значи на таков начин всушност се намалува локалната отпорност кон овие инфекции. За остеопорозата исто така е многу важно. Густината на коскената маса директно е зависна од естрогенот, бидејќи тој влијае на активна рамнотежата помеѓу остеокластите и коската е една динамична рамнотежа, постојано се разградува, се ресорбира и постојано се надградува, нели се внесува калциум во неа. Таа рамнотежа е промената во смисол на загуба на коскената густина и таа станува сунгераста и склона кон патолошки фрактури. Нели меѓутоа се јавува и болка и се јавуваат и проблеми целиот доколку не се движиме, еластичноста на телото се намалува, се зменува соодносот меѓу одредени групи на мускули, па имаме појава на кифоза, сколиоза, намалена активност нели на нашите зглобови и сето тоа прави нашето тело поподложно кон помалку способно за физичка активност, помалку способно за одредени маневри, склоност кон падови и така натака. Сето тоа со време потребно да се превенира практично од детска возраст, нели кога ние ќе усвоиме добри навики, понатака тие не следат во текот на животот и всушност физичката активност и правилниот начин на живење ни возможуваат квалитетен живот кој што е релаксиран. Нели затоа овие особи кои што се изразено активни стануваат во 5 часот наутро да се качат на водно или трчат по 20 километри, кај нив всушност се гледа ефектот на ендорфините и миокините, на хормоните кои што се излачуваат во текот на физичката активност, кои што не прават да се чувствуваме добро. И со многу повеќе енергија ќе можат така да го издржат и денот и периодот кој што дефинитивно имаат повеќе енергија, меѓутоа постои граница, нели прекомерната активност може да предизвика да не одиме од една во друга крајност, така? Да, потребно е да има баланс, па затоа го напоменав претходно пишачењето дека е всушност база. Значи една особа која е физички умерено активна, умерено кон изразено активна, дефинитивно редовноста е многу важна, има добри изгледи нели за добро здравје во третото доба. Така да. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас до самиот крај.
Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Маја, слушнавме како менопаузата влијае врз балансот меѓу добриот и лошиот холестерол, како го зголемува ризикот од кардиоваскуларни заболувања, кои се другите проблеми со останатите системи, важноста на естрогенот, додека го имаме не штити, потоа веќе неговата загуба така си доведува до многобројни промени. Синдромот на скршено срце или ред други некои симптоми поврзани со кардиоваскуларното здравје, кои се тие? Синдромот на скршеното срце или такот субокардиомиопатијата е всушност исто така еден ентитет на кардиоваскуларно заболување на срцевите крвни садови кај жени кој што се јавува во поодмината возраст, по поголем стрес. Всушност, реактивноста на малите крвни садови кај овие жени е нарушена, претерана реактивност се јавува во моментот преголема концентрација на катехоламини, адреналин. И тоа всушност доведува до еден начин на зашеметување на срцето и како добиваме повеќе и повеќе информации во однос на оваа состојба, така знаеме дека не е така бенигна состојба која може да направи трајни оштетувања. Пациентките најчесто, се среќа веќе мажи, меѓутоа доминантно многу повеќе кај жени, еве на оваа возраст, кои имаат хипертензија, имаат покачена телесна тежина, се во некаде 7-та деценија од животот, се случува да во услови на преголем стрес и позитивен и негативен доживеат интензивна градна болка со снеможеност, па се јавуваат на доктори и се верифицираат есте сегмент промени. Всушност се случува прав инфаркт. Миокардот во тој дел, кој што е засегнат, не функционира. И на ехокардиографија исто така се гледа и отаму потекнува називот такот субокардиомиопатија, една променета форма на левата комора која личи на еден јапонски сад со тесно грло и проширено дно, а на коронарографија не се манифестира, не се гледа, не се утврдува промена на крвните садови. Всушност немаме корелација помеѓу крвниот сад и регијата која што иригира, која што напојува. Така што овој синдром е всушност сериозна проблематика која понатака треба да се превенира. Повторно со правилниот начин на живење и со лекување на ризик факторите. Хипертензијата знаеме дека е тивок убиец, а всушност и појавата на хипертензија се зголемува со настапувањето во менопауза. Всушност тоа е на третата причина заради која што се јавува хипертензија. Првата е генетските предиспозиции, втората е начинот на живење, третата е возраст. Возраста кај жените е еднаква на загуба на естрогените и всушност се случува по зголемена крутост на крвните садови. Таа зголемена крутост, нефлексибилност, некомплијанса на крвниот сад кој што треба да прими волуменот на крв кога левата комора испумпува, предизвикува поголем отпор и тој отпор ние го регистрираме на манжетната за крвниот притисок, а всушност жената која се презентира во ординација вели дека до пред скоро време имала нисок крвен притисок, а сега има тегоби заради притисок кој што е всушност во граници на нормалата, Ама не ја и прави потешко да излечи. Може цел живот да имате, дали, или до тој период, некаде до 50-та година, кога и најчесто настапува периодот на менопауза, да имате низок притисок. И во тој период одеднаш или постепено, така веројатно се случувало, тие вредности да се покачат. Ама жените кои што имале низок притисок, веројатно многу ретко го мерат, така? Си го чувствувате, едноставно знаете дека е тој низок. Едноставно треба да обрнат внимание и на тие некои мали промени, ако почне да се случуваат. Секоја особа, женска или машка, треба да има представа за својот крвен притисок, дури кај млади особи до 20 години или адолесценти, потребно е повремено да се мери, бидејќи имаме и во таа популација од друга причина покачен крвен притисок, така што тоа е многу важен витален параметар и ние треба да знаеме кој е всушност нашиот базичен крвен притисок. Жените кои што во тој период и во менопауза го покачуваат крвниот притисок, треба да обрнат внимание, бидејќи како прво потребно ако не применуваат одредени мерки, редукција на телесна тежина, на сол во исхраната, регулирање на сонот, сето она што претходно го напоменавме, што и во друг правец може да го подигне квалитетот на животот во менопаузата, меѓутоа особено таргетирано за крвниот притисок, бидејќи тоа е сериозна причина за кардиоваскуларни заболувања. Така и еден дел од женеве се манифестираат и со такот субокардиомиопатија и тоа е
Значи проблематика која што е понатака асоцирана со зголемена смртност, за разлика од врсничките кои што немале таква појава. Така што крутоста на крвните садови директно представува производ на покачениот крвен притисок и тоа е еден од параметрите кои во менопауза треба да се регистрира, доколку на конзервативен начин не успее да се санира, да се намали, бидејќи во пракса намалување на 5% од телесна тежина дефинитивно влијае на регулирање на овие параметри. Мислам, телото си е чудесно во својата физиологија, потребно е само да се има волја и да се најде начин како тоа да се направи всушност најдобриот начин на дури не можам да кажам на лекување, лекување нека биде, бидејќи создава реверзија доколку не настане некаква штета на микро или на макроваскуларно ниво, на ниво на малите или големите крвни садови, значи организмот си функционира со тоа темпо на физиолошка старост, а не забрзано старење, бидејќи овие болести дегенеративни всушност се забрзано старење на организмот. Така што и инсулинската резистенција се намалува, значи и компликациите од перзистентно покачен инсулин или од шеќер кој ги повредува малите крвни садови се елиминираат, се елиминираат и на таков начин организмот всушност влегува во некаква фаза на успорено старење. Често пати сме зборувале и друг пат за биолошка и хронолошка возраст и она што гледаме во другите култури е дека односот спрема исхраната, спрема темпото на живот, спрема физичката активност, медитацијата се почесто ја спомнуваме, игра голема улога во менопаузата исто така, играат големо влијание во сочувувањето на здравјето и во обезбедување на една долговечност. Така, индивидуалниот пристап кон проценката на ризиците, но и намалување или превенирање на тие ризици пред се од најсериозните кардиоваскуларните заболувања. Така, и мозочниот удар е исто така можам да го спомнем, па и пулмоналната тромбоемболија, која што е карактеристична за пообезните особи. Значи, тие фактори дефинитивно телесната тежина, покачениот крвен притисок и да напоменам користењето на цигарите. Значи, пушењето цигари, доколку е над 5 цигари на ден, веќе представува поизразен ризик за кардиоваскуларни заболувања. Посебно и во таа возраст, така? Да. Дефинитивно, за цигарите сме зборувале многу и всушност представуваат изразен фактор на ризик за атероматоза, но и ја зголемуваат тромбогеноста на крвта. Така што сите тие класични ризик фактори кај жена во менопауза треба под лупа да се наблюдуваат и да се бараат, да се утврди она што го спомнавте, персонализирана, индивидуален пристап. Една жена кога доаѓа во ординација, потребно е убаво да се распраша кои се избеднувања ги имала, која е историјата на минатите, кои се незините на минатите заболувања и кои се незините навики. Да се одредат параметрите или да се направат базични испитувања ЕКГ, ехокардиографија, доколку веќе е влезена во менопауза, од прилика 6 месеци до година дена, може да се направи коронарен стрес тест, да се направи доплер на каротиди и да се прегледа очното дно, за да се види здравјето на окото, бидејќи крвните садови на окото се огледало. Значи многу е важно, како дел од сите крвни садови, ретиналните крвни садови всушност ни даваат голема информација за здравјето и бидејќи каротидите се всушност поголеми крвни садови, се од среден калибар. Коронарките ги тестираме со стрес тест, но исто така можеме да ги тестираме и бубрежните крвни садови, преку урината мериме одредени параметри како што е албуминот и креатининот и калкулираме соодност и тоа ни дава една глобална проценка за здравјето на жената. Можеме да кажеме дали жената во добро здравје или веќе треба да сугерираме забрзано воведување на терапија. Бидејќи доколку жената има некој благо покачен холестерол и лесно покачена телесна тежина, а нема покачен крвен притисок, не е пушач, нема оштетување на крвните садови, можеме да ја дадеме простор да направи реверзија со корекција на овие фактори. Но доколку жената веќе има умерени или напреднати промени, тука веќе мораме да пристапиме спрема оние гајдлајнси кои што ги користиме во секојдневната пракса за да ја заштитиме од понатамошни компликации, бидејќи со тоа всушност
ја сместуваме во пациенти со одреден кардиоваскуларен ризик. Така да, и проценката на кардиоваскуларното здравје добро е во тој период, така? Прво и превентивно да се направи, а доколку има и ќе се следи понатаму, па ќе се преземаат соодветно и навреме работи. Да, тироидната жлезда бидејќи е многу важна. На самиот крај сме, само кратко, тироидната жлезда, таа си има голема и важна функција, проверка буквално нели како функционира целото тело и организам. Да. Ви благодарам, доктор Маја, за гостувањето. Ви благодарам за поканата, ми беше задоволство. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Се гледаме повторно утре.